Mesdames et messieurs, merci d'être venus cet après-midi. La France a de nouveau été... Дами и господа, ви благодарам што сте денес со нас на овој ден кога Франција жали по повод чинот кој што се случи, кој што не може никако да го оцениме освен за терористички, каде што 84 жртви беа понесени, меѓу нив голем број на деца и голем број на сериозно повредени лица. Сите во Франција се чувствуваат и сите се во потрага по своите најблиски. Она што можам денес да ви го кажам е дека според сознанијата до сега нема македонски жртви. Ургентен број е отворен во Париз, каде што луѓето ќе можат постојано да се информираат и да барат информации. Alors je tenais à faire cette На вистина, она што можам да го кажам во моментот е дека францускиот претседател побара од сите амбасади да прогласат ден на жалост и тоа во наредните 3 дена. Ќе биде исто така отворена и книга на жалост за сите оние кои што ќе сакаат да се потпишат во неа. Пораки со сочувство ни пристигнуваат од сите страни и амбасадата ќе може да ги пречека сите оние кои што ќе посакаат да се потпишат во книгата на жалост од наредните денови, а во моментот е прерано за да ви зборувам за истората. Pour parler de l'enquête d'ores et déjà, et il est très tôt pour qualifier ce qui s'est passé. Она што го знам во моментот е тоа дека станува збор за француско-туниски граѓанин на возраст од 31 година, кој што е напаѓачот затоа што неговиот идентитет е веќе утврден, кој што се одлучил на посебен терористички чин, кој што е на вистински исламистички терористички акт, на вистина да се влета во толпа на луѓе со камион во време по завршувањето на дефилето, а во моментот на огнометот по повод прославата е на вистина нешто што е со посебно символично значење на местото кое што се нарекува Променад des Anglais и во сето тоа има многу символика. Alors le fait que ce soit un attentat qui a été perpétré le 14 juillet pour nous est на вистина самиот факт што атентатот се случи на 14 јули е посебно тежок за нас, затоа што веќе подолго време правиме одредени напори во борба против таквите чинови, посебно по терористичкиот акт на Шарли Ебдо кој што се случи на 7 јануари 2015 година, а потоа терористичките напади во Париз на 13 ноември 2015 година и од тогаш постојано безбедноста во Франција е зголемена, особено бевме предпазливи во текот на Европското фудбалско првенство, но исто така и во текот на организирањето на самитот за земјите од Западен Балкан, на кој што сме на вистина посебно горди за самата организација, но сепак да се направи напад на денот на францускиот национален празник кој што е ден на слободата е на вистина полно со символика за нас, затоа што станува збор за символика на Француската република во време кога голем број на странци, голем број на туристи, но и голем број на жители на Ница биле присутни на самото место во градот покрај Медитеранот. И она што можам да го кажам е дека на вистина ќе одговориме најдобро што можеме преку истрагата, но исто така и ќе дадеме се од себе за да во иднина такви настани не се повторуваат. Voilà. Je finirai en vous disant que la lutte contre le terrorisme est un sujet. На вистина пред да завршам ќе кажам дека нема да попуштиме пред борбата против тероризмот и затоа на вистина ни е неопходна целокупната меѓународна соработка која што имаме со нашите сојузници, но исто така и со сите наши партнери против заканите кои што постојано ги добиваме, затоа што многу добро знаеме дека представуваме цел, меѓутоа не станува збор за цел кон индивидуи, туку кон цел еден систем на вредности кои што ние го споделуваме и затоа ќе одговориме, затоа што не сакаме понатаму да се случуваат невини жртви да ги губат животите и затоа меѓународната соработка е неопходна повеќе од кога и да е во овој момент, но исто така подкрепена со огромна солидарност. Солидарноста доаѓа од сите страни, голем број на пораки со сочувство и од председателот Ѓорѓе Иванов, од лидерите на политичките партии, но исто така и на министрите. На вистина тие зборови на солидарност ни се мощне потребни во овие тешки моменти и затоа искажуваме големо признание на Република Македонија. De la solidarité et nous sommes reconnaissants à la République de Macédoine de se manifester.